Зборот посластица го нема во македонскиот речник, но тој е единствен за опишување на најновата алфа, исто како што и таа е единствена. Олеснета и засилена Giulia GTA со своите 540 конски сили во најдобри манири се навраќа на 110 годишната славна историја на марката, а таа во случајов е величествена, исто како што и лимузината за која зборуваме. Во добар дел позната барем на изглед, Giulia GTA всушност крие многу особености заради кои со право можеме да констатираме дека легендата за Алфа се враќа. Ако сепак се воздржиме да одиме толку драстично, тогаш ќе кажеме барем дека се испишува ново поглавие. Буквите GTA треба да го наговестат тоа, а зад нив се крие дефиницијата на вистински спортски автомобил. Тој денес ќе биде присутен во две верзии, GTA и онаа со додадена мала буква M во ознаката. И двете ги задвижува веќе познатиот 2,9 литарски битурбо V6 мотор, кој сега е навиен на 540 коњи. Главното сепак не е само во силата, туку и во олеснувањето за 100 килограми, кои придонесоа оваа алфа до 100 на час да забрзува за само 3,6 секунди. Освен тоа, италијанскиот производител вложи труди во подобрувањето на аеродинамиката за ваквата Giulia да биде постабилна. Таа доби помал заден спойлер, друга предна маска и активен преден дифузер, а GTA M и уште низа делови од јагленородни влакна и акрапович издув од титаниум. Развиено и значително подобро ослонување со за 50 мм нанадвор извлечени 20-инчни тркала со централна навртка. Доработена е секако и внатрешноста која сега дополнително е збогатена со алкантара и низа делови од вистински карбон, а не негова имитација. Сигнали дека GTA M визијата е вистински тркачка покажува симнатите панели од вратите, спортските седишта со X ремени и безбедносниот кафез. Двете верзии заедно ќе бидат лимитирани на само 500 примероци, кои веројатно ќе бидат распродадени за само неколку часа, иако цената уште не им е позната. Секој од собствениците ќе добие посебно персонализирани пакети со бел кацига во GTA бои, тркачко одело од Alpine Star и уникатна церада за автомобилот. Плюс на тоа со купувањето следи и курс за возачко возење на Академијата на Алфа Ромео.